Добро утро, ново издание на да си кажеме во рамки на утринската на Телма. Деновиве е многу актуелен терминот, поимот или вордингот тектонски, глобални, сеизмички поместувања во светската геополитика. На оваа тема и за позиционирањето на Македонија на оној крстопат географски во Европа, а стратешки со Америка, ќе зборуваме со Синиша Наумовски, професор и член на Советот на ВРМ. Добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата, Горан. Како македонската економија да фати приклучок, односно да обезбеди стабилност и прогрес во услови на навистина големи глобални поместувања, создавање да не биде претенциозно на некој нов светски поредок, меѓутоа на комплетно ревидирање на моќта на светската политичка сцена. И така е. И е на повидок нов светски поредок и е комплетно ревидирање на политичката и економска и можам да кажам глобална сила. Македонија мислам дека добро менаџира, еве ако мене ме прашувате од економска гледна точка, се наметнуваме кај една нова политика на американските држави, на САД, тоа е председател Доналд Трамп. Лобираме, се трудиме да се доближиме и вистинското прашање е сега дали исто така ќе се позиционираме и кај новиот германски канцелар, кој еве завчера веќе би требало да биде Фридрих Мерц, што е еве на моје особено задоволство бидејќи имаме некако со моите претпоставени некоја индиректна линија со Фридрих Мерц, уште и кога беше правник. Мислам дека многу пати кај вас во студио и председателот Урлих Зајтел, кој од Хајделберг лобито бил гостувал и лично со вас и со колеги дебатирале за германската економија. Добро, значи, патот на Фридрих Мерц до канцеларската позиција се уште долг, ќе предстојат преговори во кои тој ќе треба да направи. Па не би рекол дека е долг, бидејќи ја познавам добро германската матрица. Германија е во особено Со кого ќе коалицира, со социјалдемократите? Мислам дека да. Зелената партија ќе оди аут и добро. Тоа е. Но откако Фридрих Мерц ќе ја формира владата, го очекуваат големи предизвици, затоа што неговата амбиција е да ја врати реномето и улогата на Германија на европската политичка сцена. Да ја врати Германија силна, ако можеме. Да ја врати Германија силна, така, тој вординг. Да искористиме вординг кој често користиме. Сега Германија е најсилен трговски партнер на Македонија и стратешки партнер во рамки на Европската унија. И веројатно добро беше кога Германија беше силна, стабилна и економски моќна, меѓутоа германската економија со години е на работна рецесија, односно последните 2 години назадува. И таму имаат големи буџетски проблеми, ограничување со задолжувањето и не е на повидок лесно излегување од таа економска криза. Значи, во рамки на се ова што го зборуваме, како македонската економија, имајќи предвид дека сме увозно зависни, дека немаме излез на море, дека сме слаби какви што сме, точно како што рековте, германската економија не е во добра кондиција, некаде 0,2 е последните статистики растоа, речи си рецесионо движење и подоцна ќе ги кажам ако имаме време и другите карактеристики на економијата на Германија. Сега да се вратам прашањето како ние. Македонија има единствена шанса да привлекува нови инвестиции и од друга страна да диверзифицира, да го деконцентрира капиталот кон германската економија. Сега е доминантен. Тука имаме опција Полска, останатите земји од Европската унија, ја спомнувам ја често еве Унгарија и Соединетите американски држави. Па може и да се размислува и она српско искуство. Република Србија тоа добро го прави кога цело време се обидува да привлекува и од исток и од запад, но ние бидејќи сме членка на НАТО, мора да сме особено внимателни да се држиме цврсто до нашиве западни сојузници. Македонската економија мислам дека ќе има подобар резултат годинава или еве на исто ниво како лани, бидејќи сепак причинителот за тоа ќе биде германската економија. Тоа е она што јас во моево толкување би го кажал како загриженост во насока на извозните компоненти и нарачките на германските фабрики. Но ако се вратаме еден чекор назад во дискусија во утринава со вас, германската нова влада ќе биде брза и нема време за калкулација и ќе биде многу поцврста од оваа влада. Тоа се првите очекувања. Еве и познавајќи го на еден начин и Фридрих Мерц како правник, ако милувате, мислам дека ќе има пресудно влијание таквата постапка и кон македонската компонента на бруто домашниот производ натака. Почнавме со Германија, да одиме уште малку со Германија. Рековме, голем проблем е уставното ограничување на задолжувањето, на растењето на германскиот долг. Имаше обиди да се промени тоа, меѓутоа нема коалициски капацитет, односно нема поддршка од останатите политички субјекти и да сака
Мерц тоа да го направи, кога ќе стане канцелар, ќе оди тешко, бидејќи социјалдемократите од своја страна не се откажуваат од големите социјални трансфери и онаа социјална помош. Зелените не се откажуваат од климатските промени, од политиките за заштита од климатските промени, така што удол е високо, угоре длабоко, односно обратно. Во таа смисла Германија, патот на излезот од економската криза на Германија нема да биде лесен. Така е. А тоа пак ја повлекува но Германија Македонија нема многу време, бидејќи верувајте ми, политиките на американската влада и на овие геостратешки поместувања се колку можете да привлечете инвестиции странски, а тоа значи привлекување на големите германски брендови. Volkswagen, Mercedes, BASF, најголемата фармацевтска компанија и така натаму. Така да мислам дека германската матрица на размислување е малку поразлична од балканската. Точно е, новинарските извештаи кажуваат дека има огромни јазови помеѓу СПД и ЦДУ, АФД, тука се подсмева на еден начин метафорички како силна опозиција, ќе ликува на и веќе можете да ја видите картата на Германија како ја видам сликовито, источна и западна Германија се со различни бои. Едната е на АФД, другата е на ЦДУ. Тоа подразбира дека има сериозна различност во толкувањата на германското население. Ете и тоа е на еден начин исцртување на некаква геостратешко влијание од времето кога се сеќаваме дека постоеше таму Берлински зид, некако влијанието и самата германска политика на тој неолиберализам, на тој концепт покажа дека тоа не е одржливо. Затоа ќе имате заострување од германскиве лидери понатаму. Тоа е мојот став, сега ќе видиме. ЦДУ на Мерц во текот на изборната кампања ветуваше дека Германија со нив на чело повторно ќе ја презеде водечката улога во Европа и ќе стане силна, не од висина, туку партнерски со Франција и со Полска, ја спомна, и за силна Европска унија. Во оваа смисла, какви се вашите очекувања од идната влада на Мерц во однос на проширувањето на Европската унија и исто така многу важно прашање во целиот контекст на Македонија? Е важно. Да. Јас очекувам да ја продолжи таа политика на претходниот канцелар на Германија, а и на овој, да речем, претходниот од ЦДУ, тоа е Ангела Меркел, а и овој претходниот од СПД, што значи дека Германија секогаш стоела за силено за поддршка на Западен Балкан, особено за Македонија. Со силна АФД како опозиција, имајќи ги предвид незините ставови за миграцијата, проширувањето на ЕУ, односно... Мислам дека во овој период, сега да дојдам до поентата, токму тоа ми беше поентата, значи Германија стои но во овој период, сето тоа малку ќе биде на страна, бидејќи сепак Европската унија се наоѓа во еден турбулентен период, да не речам како збор да употребам, искушение. Трамповото толкување дека ние не можеме веќе да се грижиме или да ќе имаме различни ставови, токму и со воените реперкусии и завршетоци во Украина покажува дека Европа треба да најде нов начин на функционирање. Европа мора да биде со нов лидер, Европа мора да биде нова Европа. Во тој дел мислам дека Франција, Полска и Германија ќе бидат тие столбови на еден начин, таа трилатерала, а сето друго ќе биде некако под на страна во текот на оваа година, се ви одговарам. Но не верувам дека ќе биде заборавен Западниот Балкан, дури напротив можеме и да очекуваме вака, значи не можете да очекувате предвидливост во Европа. Може да биде брзо туркање на Западниот Балкан кон интеграција, вклучително со Украина, што јас мислам дека нема да биде тоа сценарио на масата сега на новиот канцелар. А сите посакуваме, сите на еден начин би лобирале и би работеле секој колку може, капка како капка, кој како професорска фела, кој како политичари. Мислам дека ЦДУ е добра прилика, многу некаква, знаете кога е многу темно, има една изрека, може ги видите звездите. Сега некако на Европа е прилично темно, бидејќи ваков настап и ваков конзервативен пристап на американскиот председател може би и не го очекуваат толку брзо. А американскиот председател нормално и самиот најавуваше, јас се грижам за американските граѓани, мене не ме интересира кој каде прави во источни земји, да оправаме системи и да течат системски пари и фондации за XYZ. Ме разбирате овде тоа. Во однос на евроинтеграцијата уште едно прашање. Ако Македонија не успеа да направи значителен исчекор во времето на
социјалдемократите, во ерата на социјалдемократите во Германија, канцелар Олаф Шолц, и во времето на демократите во САД, во времето на Бајден. Зошто тоа би се случило сега, кога, како што велите, Балканот е надвор од фокусот и на американската и на европската политика, може да се очекува поголема нестабилност во однос на евроинтеграциите, бидејќи секој ќе си се фокусира прво да си ги реши проблемите дома. И во време кога во Германија ќе има силна десница како ултрадесничарска партија како опозиција која е против проширувањето, против глобализмот, односно за така е. Затоа велам, неколку сценарија се, темава е одлична, неколку сценарија се на масата на новата влада во Германија, сега чита и новата, можеби и реконструирана влада на Европа. Сега не знам како ќе одлучат кој како ќе, но генерално Германија ќе ја води и Европа ќе ја води двоецот Мерц и фон дер Лајен, и тоа се оние ЦДУ структури, две струи, кои што не се баш секогаш исти на ставови, но генерално се на иста линија од иста заедница. Може да се очекува да биде ставена на масата опцијата на Западен Балкан, особено нашево прашање, а може и не. Значи не можеме да знаеме. Сега зборам според мене поверојатно е она не, бидејќи сепак Европа мора да гради геостратешки правци. Што значи сега сето тоа? Ако Соединетите американски држави играат, збориме малку геостратегија во однос на економските политики. Ако Соединетите американски држави играат добро со Русија, можеме да го видиме тоа сега. Дури чудно. Многу брзо некако се најде простор и веќе се преговара за украинската влада. Жалосно за Украина и за претседателот. Тоа го зборував, мислам, кај вас, токму денот кога почна војната се сеќавам. Тоа ќе биде еден моментум. Вториот моментум, Европа во тој момент треба да го... Тоа ќе го направи американската администрација се со цел да не дозволи силна Кина и Русија. Значи, силна Кина и Русија е веќе сериозен блок кон западниве сили. Ако Америка игра таа игра, Европа ќе мора да најде друга игра. Моите предприемачи само што се врати од Индија. Еве интересен податок. Во Индија. Професорот Урли Зајтел имаат една економска комисија која често или преку ЦДУ или преку владата на Баден-Виртенберг патува во посети, во најави на идни чекори на нивните капиталистички предприемачи што ќе прават. Индија, така да и Европа мора да најде сила и да се позиционира. Впрочем, тоа го порача и Венс од Минхен и звучеше можеби чудно, Венс страшно, беше многу отворен и искрен во дискусијата на некој начин ја разбуди Европа или беше обид да се разбуди Сега ние, Европа. бидејќи ако или оставаме понатаму со прашања, не знам, ако ние ме прашувате за македонскава држава, ние и во оваа позиција аз гледам дека е можност. Сега ќе кажете како па си преоптимистички. Па добре, еве и премиерот вели се позиционираме на теренот, фаќаме место први. Па мислам дека се добри потезите. Еве, како економист ќе кажам, знаете зошто? Бидејќи Македонија не е член на Европа, е кандидат. И се добре, еве ние направивме отстапки, тоа. И се што треба да направиме? Добро, еве направивме се. Знаеме име која држава однаправила вакви отстапки, кажете ми една. Се ова не е да се замериме ние со, еве и со германциве ние го збориме, и на Германија, верувате ми, не име баш така сеедно кога ќе говорат еве овде по емисии, по дебати, кога ќе треба да им кажеме да ставивме додавка, придавка и сето тоа. Значи Македонија може да има од позиција на кандидат за Европска унија секогаш добри блиски релации со водечките земји од ЕУ, а и со Америка може да градат поинакви релации. Добро, имаше сега резолуција различна како ко-спонзор на САД, спротивно на онаа резолуција на Европската унија, па потоа гласавме воздржано за двете. Добро, ајде малку повеќе околу од... економијата. Така, релевантните европски медиуми објавија дека Европската унија потрошила речиси 22 милиарди евра за руска нафта и газ во третата година од инвазијата, односно во текот на 2024, што е поголема сума што им ја платиле на русите за набавка на руска нафта и газ и фосилни горива, отколку што Европската унија и дала како помош на Украина во текот на 2024 година. Со други зборови, Европската унија повеќе ја го финансирала Кремљ и односно инвазијата во Украина, отколку одбрамбената војна на Украина таму. Македонија е енергетски зависна. Произведуваме само едва и 40% од вкупните потреби на електрична енергија. Да не зборувам за увозот на храна кои достигаат и до 85%, или недостигот на земјоделски производи, земјоделска земја која увезува 70% од потребите. Во вакви услови, во вакви околности,
Како Македонија може да да обезбеди економска стабилност? Затоа сме притиснати секогаш и во ковидот и после ковидот од високата стапка на инфлација. Кажавте вие тие бројки кои ги има, тоа се факт, официјални бројки со соработката на Европската унија и помошта со Украина наспрема руските трговски размени со ЕУ во однос на горивата. Значи бизнисот врви, тоа се согласуваме сите. Како ќе го кажеме метафорички. И бизнисот е главен на секоја маса. И секој еден бизнис, секоја една држава ќе треба да обезбеди најниски енергенси за пониска потрошувачка кошничка на граѓаните. Сега дојдам до македонскава економија. Македонската економија има лоша структурна поставеност. И тоа не е вина на оваа или на некоја влада, него тоа е вина колективна во текот на сите овие 35 години. Ние не сме ја поставиле државата на структурно како што треба. Значи не може самата да обезбеди електрична енергија и не може самата да обезбеди храна, кои се основните постулати. И затоа при циклични промени тектонски глобални имате повисоки стапки на инфлација и згора на сето тоа имате население кое е 4 пати помалку по Светска банка податоци продуктивно од еден германец. Тоа е дијагнозата. Каде е лекот? Дали е лекот тоа стратешко доближување до САД? Да, тоа е лекот, тоа е една од опциите и билатералните пријатели. Ајде едно подпрашање овде. Да. Ние можеме да фаќаме да се позиционираме со САД и да фаќаме побрзо место на теренот, односно први да се редиме во колоната. И со САД, и со Европската унија, вклучително германската економија. Еве вие кажете. И Република Полска. Тука е прашањето. САД во исто време воведува и најавува царини. Кон Мексико и кон Канада се веќе воведени 25% царини за целокупната трговија. Кон Кина се најавени, односно воведени 10% царини, воведена царинска заштита за увоз на алуминиум и челик од 25% без разлика од каде доаѓа, значи важи и за ЕУ. Сакам да кажам дека Македонија е упатена на трговска соработка и најголемиот обем на трговска размена го има со Европската унија. Од друга страна сега Европската унија од стратешки сојузник на САД станува еден од најголемите конкуренти. Како Македонија ќе балансира? Едно е политика и гласање за резолуции во Обединети нации, меѓутоа друго е она што е реалноста. Тоа е Македонија е упатена на економска соработка со ЕУ, а ЕУ е сега жртва на некои нови царини на таа политика Вашингтон. Македонија ќе биде поставена врз основа повторно на бизнис. Значи не можете вие да очекувате дека извоз кон Германија ќе го замените со едно дугме кон извоз кон некоја друга земја, во случајот Америка. Значи, затоа да не гаиме илузии, Македонија е најголемиот стратешки партнер во економијата со Сојузна Република Германија, но Македонија не смее да седи со скрстени раци да чека додека се оправи се таму економијава до 5% и до 3%. Вие што правите? Вие мора да диверзифицирате и затоа ќе отварам други пазари. Пазарот со Унгарија, кој исто така е членка. Пазарот со Франција, со Република Полска, го коментирам тоа. И некои источни пазари. Што е толку страшно да размислуваме ние во источни пазари? Што е тоа за Република Србија опасно ако има отворени... Зошто за ова прашање не се зборуваше минатата година? Мо? Пред да дојде Трамп. Пред ерата на Трамп не се зборуваше за можноста дека Македонија треба да гледа и на исток. Не, јас зборам за економија сега. За економија зборувам. Вие ако имате пласма, кога викам на исток, не значи тоа Русија, ме разбирате? И Кина. Беше еднакво може да биде Индија, може да биде Виетнам, може да биде Сингапур, може да биде Дубај, ме разбирате? Не кажам ја така. Истокот може да биде Виетнам. Јас имам една прашање да се зборува до пред една година. Еве Германија гледа на истокот. Нели ви кажав во почетокот на интервјуто. Моите професори зајта се само што се враќаат од Индија. Значи германскиот извоз е 30% на автомобили во Република Кина. Но сакам да повторам, ние македонскава економија, ако ме прашувате за стратегија, треба да се држиме многу блиску до Америка и до европската политика. Тоа е мојот став. Како ќе се држиме кога имаат различни ставови, тоа е вистинското прашање кое го поставувате. Еве како со двојна игра. Значи дабл плей. Играм со Европската унија, доволно блиску до Европа и доволно блиску до САД. Како? Па еве вака. Одите лобирате во САД, претпоставувам сега не сум политичар, ама ако градите стратегија, ќе направите валда некоја прогерманска фракција и проамериканска фракција. И сето тоа ќе го балансира. Не, тоа е во ред, меѓутоа Македонија ќе биде колатерална штета на... Не верувам. Не верувам, тоа се... На таа конкуренција помеѓу Брисел и Вашингтон. Како може да биде колатерална штета кога за германската економија важно е да има фабрики кои има работници со 400-500 евра плата?
Што се германскава економија ќе отвори во Америка, во Джерси фабрика, Меѓутоа, само воведувањето на царините за челик и алуминиум ќе ја чинат Европската унија загуба од 3 милиарди. Така е, европските производители. Царините, тоа е добро прашање, јас неколку пати го коментирам во јавноста, царините јавно председател Трамп ги коментира. Ти мене царина, јас тебе царина. Тоа ќе го оставиме да видиме како ќе се имплементира во пракса. Сегогаш предприемач председател кога е, едно е кога вие говорите пред масите и со колективитетите, а друго е кога говорите со face to face, еве само што се врати Макрон, така. Сега ќе оди британскиот премиер на средно, така да ги вика еден по еден. И тоа е стратегијата на Доналд Трамп, кој има мудра и не е толку наивна неговата стратегија. Мислам дека ова е и на еден начин забрзано, ова вие кога имате знаете, оние гуру економски аналитичари кои говорат комфорт живот. Имате добар живот, на работа, плата дома и некако не ве мотивира тоа. И влегувате во помала фаза на некоја монотонија, да не речам сега Европа сега влегува во една поинаква фаза која што е фаза на искушение или притисок за да мора да обезбеди основни да биде посебна, да биде своја, да размислува, слушајте го Мерц, на последните негови изјави кога е веќе после избори и пред размислува за своја собствена војска Европската унија. Трамп најавуваше златно доба за Америка и најавуваше Америка повторно силна и повторно голема. Така е. И имаше значителен оптимизам по победата негова во ноември, особено и до периодот на инаугурација и првите денови од поставувањето на неговата администрација, растеа светските берзи, растеше вредноста на криптовалутите, биткоинот достигна неверојатна вредност. Сега тој оптимизам спласнува некако на европските пазари, генерално и на светските берзи, и на криптовалутите. Биткоинот е во пад значителен, европските пазари се воздржани, европските берзи исто така имаат благ пад, односно на некој начин спласна тој оптимизам од победата на Трамп. Можам да речам дека се постабилни европските берзи од она што се случува во американските берзи, но генерално да, Трамп има неочекувани изјави, но сепак мислам дека на долг рок има некаква стратегија. Сега, она стратегија и овој грчкиот бивши министер коментиравме пред неколку дена, Варуфакос, која зборуваше на еден така наречен мастер план. За да се оствари тој мастер план секако има многу ризици. Она што е важно, Америка нема да биде никогаш иста како што беше претходно под демократска власт. Тоа можеме да го видиме и сите. Идните чекори ќе ги очекуваме. Ние како малечка земја треба да се имате две стратегии. Или да бидете мирни, да ве нема никаде. Тоа е може би така по-лева стратегија, по-мудра, мирна, која што и овде кај нас леви опции цело време без самодоверба. Ние мора да ќутиме, мора да слушаме што ќе ни каже ова, што ќе ни каже а дека некоја по-центар десно стратегија, стратегија со поголема самодоверба која ја припаѓам на таа, дека треба да се бориш. Што може да изгуби Македонија ако не се еве како велите вие некако како да го кажам тој збор, не се тепа како да се бори да дојде тамо во поголемите редови сега да се позиционира до некои бизнисмени. Прашањето е сега што зависи од нас, а што не зависи од нас. Зборуваме сега за глобалните текови, за она фокусирање на Трамп од најголемите сојузници да ги направи на некој начин своји конкуренти. Или прашањата зошто наместо да се фокусира на Кина и на Русија, Трамп се фокусира на европските сојузници. Како тие глобални промени ќе влијаат целокупно врз економските... Значи Македонија е земја кандидат која го следи процесот на интегрирање во овие 35 години ги направила сите отстапки. Еве што не сме направили. Уште една треба оваа. И сега не сум толку упатен во тој дел да видам како ќе се реши. Ама сме на страната на доброто момче кое го слуша Брисел. Сега не сме ние виновни што добиваме француско вето, што некој од Бугарија така, дали имаат Германија и Австрија, имаат Германија, Франција и ден денес разговараат за историја и така натаму. Сакам да кажам дека не верувам во тезите кои често ги читам во медиуми во последниве недели, дека позиционирањето на Македонија кон американската администрација позасилено, а не да седи главата да се наведне долу и да бидеш мирен и да ќутиш, ќе донесе ризик. Јас очекувам дека тоа може да се игра и на една страна и веќе во Берлин да одите са бајле кога канцеларот ќе дојде да чекате ред. Ето тоа е мојата стратегија. Како член на Советот на Народната банка на Република Македонија ве прашувам
Како стојат работите таму во однос на Една од работите, сега ќе кажам како професор на Хајделберг факултетот, една од работите, ама и тоа е по кодекс, но и тука имам став. Една од работите, за да сонувате 5 до 8% раст, е вие да имате поголема кохезија и вклученост на монетарните елементи во функција на економијата. Мислам дека во новава година и во новата енергија што таму треба дојде, треба да има и засилена координација кон тој сон економски. Не може секој да го гледа својот двор. Ако ние сите го гледаме својот двор, тогаш ефектите ќе бидат вакви какви што се со цените на маркетите. Така, едното млеко ќе биде, истото млеко ќе биде едно во Прилеп, друго во Велес, трето во Скопје. Дури и во Скопје во два различни маркети, така, различни цени. Ете, ние ви даваме еден метафорички одговор, ќе ме сватат и граѓаниве, сега не можам длабински, така не сум уште одлучен што ја ќе правам во моите патеки, но генерално мислам дека идните текови на идните менаџери од двете структури треба да бидат многу позаселени и многу пофокусирани, баш како ова што го правиме, тропаме и чекаме ред на масата таму каде што е моќта. Многу е поголема веројатноста, Горан, да вие чекате некаде да дојдете на поголемо скалило кога е моќта променета ново, отколку да не бидете присутен никаде. Уште малку попрецизно околу бројките и она Може да водите бизнис, ќе збориме, уште една реченица. Може ли да водите бизнис ако сте едно семејство и да седите дома? Може да направите приход со седење дома. Може ли да продадете нешто, вие што работат, продажба ме разбираат, дома? Нема фајде од седење дома. Вие мора да се, народно, бидејќи не гледаат и утрински повозрасни, да се дотерате и да одите да продавате приказна држава, инвестициски зони и така натаму. Така што има макроекономски во однос на НБРМ, повторно прашувам, со девизните заштеди, со девизните резерви. На исто ниво. На исто ниво се стабилниот курс на денарот стабилен е денарот, девизните резерви се како на исто ниво. Како со задолжувањето? Задолжувањето се движи во стратегијата на Министерството за финансии за задолжување, бидејќи сега само што вративме доспеа на 500 милиони евра обврзница. Што е фокусирана Централната банка? Фокусот на Централната банка е кон стабилноста на инфлацијата и стабилноста на денарот, според мене. И бидејќи дел од политиките кои ги води Народната банка се да биде... Немаме време многу, но е кус коментарите во однос на инфлацијата и стабилноста на цените. Како го коментирате ова што се случува со цените во маркетите? Бојкотот на маркетите, обидите на владата. Како професор да го коментирам тоа, сега внимавајте, кај нас јас и немам толку големо влијание, сепак ова позиција е по невлијателно од аспект централизирани се таму работите. Како надвршен член на Совет. Од аспект на професор ги коментирам и ги поддржувам таквите изразени крикови на населението, па и на сите нас. Јас и вие и сите гледачи и тука во студио се купувачи преку символична порака на отварање на прашањето дали довербата на формирање на цените, на понудата и поборувачката ја нарушивме. Јас мислам дека треба да се направи добра анализа и веќе мислам дека излегува официјалните статистики и државните органи со таргетирање на тој така наречен картел на маркети, но моето мислење е дека ако се врати поназад, маржите се многу повисоки во оние кои се така наречени дистрибутерски бизниси. И тука треба да се види. И на крај, вчера го зборував тоа за еден портал на бивши југословенски простори, треба да се види на крај кој има најголема штета. Најголема штета има производителот, домашното производство. И една од стратегиите за Македонија е токму домашно производство за храна. И се чудиме колку пари издвојуваме, а тоа не може да донесе ефект. Може би тоа треба да биде исто така двојна стратегија, освен оваа на привлекување на странски директни инвестиции. Благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма. Благодарам за убавата дискусија и супер прашање.